Да, минути за првиот разговор, она што може би е актуелно за сите граѓани што размислуваат е како да се помине месецот во услови на постојан раст на цените, кога се потешко се поднесува товарот од секојдневните поскапувања кои што се условени нели најмногу и од поскапувањето на нафтата и на горивата. Денеска регулаторната комисија треба да донесе одлука за тоа какви ќе бидат цените на горивата, кои што практично и понесуваат еден цел друг ред на поскапување на основните прехранбени производи. Како да се заштитат граѓаните, кои се нивните права и можеби како да препознаат кога се зголемуваат одредени цени, каде можеби да се пожала доколку имаат некоја забелешка. Ќе поразговараме со мојата денешна гостинка Татјана Тасевска, правен советник во Организацијата на потрошувачи на Македонија. Татјана, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ова е секако актуелна тема која што ден во ден се повеќе го привлекува вниманието на граѓаните, имајќи во предвид дека директно се удира по джебот кога се зборува нели за одредени зголемување на цените, а особено поради проблемите со цената на нафтата која што веќе и трета недела на бирзите расте. Тоа повлекува и низа на повлекување на поскапување на основните прехранбени производи, што кај граѓаните доведува нели до потенок джеп или по-низок животен стандард. На самиот старт, ова една од мерките, односно последната мерка која што практично како клучен инструмент владата ја направи е да се намали ДДВ-то за горивата од 18 нели на 10%, меѓутоа генерално како мерки што треба да се превземат за да се надмине тој ценовен шок што можеби и дополнително ќе го очекуваме. Така, секако нели ја поздравуваме одлуката на владата за намалување на ДДВ-то. Секоја мерка е добра, бидејќи ќе придонесе за можеби стабилизација, бидејќи знаеме дека ДДВ-то чим се намали, на некој начин можеби нема толку многу да се покачат горивата, меѓутоа ќе видиме како времето ќе покаже каков ефект ќе има. И се надевам дека нели надлежните институции ова будно ќе го следат и доколку не е доволно, доколку повторно имаме покачување на цените, посебно на прехранбените производи, ќе се донесат и некои дополнителни мерки, дека ќе бидат инспекциски за служби на терен. Знаеме дека владата ги повика маркетите во овој момент да бидат општествено одговорни и да не ги покачуваат многу цените, малце да ја намалат маржата со цел да прехранбените производи, посебно во овој период веќе помина едниот празник, сега се наближува втор празник, кога секој од нас нели сака на трпезата да има соодветно тоа што треба да го има, а знаеме дека се покачи во овој момент и цената на јајцата е покачена, на маслото, продукти кои што се основни практично за секоја трпеза и на празник, но и во обичајните денови, така да сметаме дека треба оваа состојба да се прати и доколку повторно доаѓа до уште поголема цена да се направи нешто во делот можеби на намалување на маржата, на замрзнување. Знаеме дека тоа не е пазарно стопанство, дека тие мерки во минатото нели ги имавме и дека не дадоа, можеби потоа повторно се покачија цените, меѓутоа барем за одреден период додека не се стабилизира состојбата, ако е потребно би можело да се донесат и такви мерки. Се надеваме дека нели малце апел и до граѓаните да не се прават залихи, бидејќи и тоа ја покачува цената, значи да не се трча сега по маркетите па да се купува, да се обезбеди повеќе. Знаеме дека во минатото кога беше короната, тоа беше ситуација, плашејќи се дека нема да има производи, дека ќе се поскапат. Голем дел од граѓаните правеа домашни залихи, можеби тоа не треба да се прави, бидејќи сметаме дека ќе има производи, колку ќе се качат цените, тоа ќе се прати и секако ќе треба да се донесат дополнителни мерки, меѓутоа ако се
се види дека се покачиле цените, можеби тие дополнителни мерки треба да бидат на оние цени кои што постојат, например, сега во моментот или пред еден месец, а не во моментот тогаш кога веќе ќе бидат покачени. Така, мора да напоменеме дека поради геополитичките и пазарните притисоци состојбата нели мора да се следи од ден во ден, не може некои предвидувања да ги дадеме однапред или можеби да знаеме, меѓутоа она што е фактичка состојба е дека секое нели зголемување на цената на нафтата повлекува и други зголемувања, особено на основните прехранбени производи кои што директно нели ги засегаат граѓаните од она што спомена, не очекуваат сега празнични денови кога потрошувачката кошничка е нели поголема, а и еве и синдикалната кошничка што се мери секој месец покажува драстично зголемување. Колкав е притисокот да се обстои или да се покријат тие основни трошоци? Па голем е притисокот, значи секој голем дел од граѓаните се помалку исплашени, гледаат како да го поминат месецот. Ние и претходно имавме група од граѓани кои што ги прате акциите, одеа во тие маркети да купуваат одредени производи кај што се на намалени цени во моментот за да можат да го истераат месецот до крај. Сега со покачувањата на цените секако ќе удри по сечи и джеп, меѓутоа и најмногу по тие ранливи категории потрошувачи кои што имаат најмали примања и кои што и сега тешко функционираат за да го врзат месецот, а со покачувањата на цените вообичаено пред празниците и се качуваат цените. Ќе видите дека на пазарите зеленчукот, овошјето сега ќе биде многу повеќе покачено отколку во период кога не наидуваат празници, а со ова и на некој начин можеби и апел и до трговците да не се користи оваа ситуација сега, значи да се гледа и да се размислува реално за покачувањето на цените, бидејќи имавме ситуација во периодот на короната кога трговците ги качија цените затоа што имаше таква ситуација во светот, меѓутоа потоа цените си останаа исти, значи не се намалија цените, односно останаа на исто ниво, така да малце треба да се поведе сметка и за трговците дали реално ќе ги покачуваат цените затоа што има тоа се одразува целата состојба секако и на нивниот бизнис, транспортот придонесува да има поскапи производи, но дали можеби некој малце си ја користи таа ситуација. Се надеваме дека и Комисијата за конкуренција која се екипираше и која по тој закон сега почна да функционира и исто така ќе го прати тоа и да нема можеби и договарање помеѓу маркетите за одредени цени да ги покачат, значи да се прати состојбата практично од сите кои што имаат допирни точки и се надлежни во овој момент да реагираат доколку има нешто драстично покачено или се гледа дека веќе инфлацијата со самото тоа ќе се зголеми, дека цените се поголеми, за да не дојдеме до ситуација тоа секако да удри најмногу по джебот на крајните потрошувачи, односно на граѓаните. Така, секако логично е нели да се праша, спомена и тиеве и како еден апел, меѓутоа дали може да се каже дека трговците ја користат на моменти ситуацијата, сега ние како практично да не излегуваме од криза во криза. Многу некако кризиве една по една нели се надоврзуваат и граѓаните буквално како се чувствуваат дека уште не свежи нели сеќавањата на еднава криза се надополнува друга, па никако да се излезе од тој магичен круг за нели да има изголемување на платите, да има подобар животен стандард. Ние постојано нели инфлацијата расте, цените растат. Дали ситуацијата дадена можеби се користи неоправдано да се зголемат цените и колку се клучни сега контролите? Да, значи ја користат трговците и контролите се клучни. Ние видовме дека имаше изречено казна од Комисијата за конкуренција дека дел од маркетите имале договор за покачување на цените и тие беа казнети. Меѓутоа, колку таа казна ниф им значи колку висината на казната е доволна за да тие маркети престанат со таа пракса, бидејќи секако можеби профитот во тој период им бил многу поголем од казната која што тие треба да ја платат. Значи треба максимално институциите да го контролираат сето тоа, и Комисијата за конкуренција, и пазарната инспекција, значи да се постојано на терен за да точно имаме увид во ситуацијата, а граѓаните
секаде ги гледаме дека реагираат и на социјалните мрежи и кај нас, дека веќе има покачување на цените, значи можеби тоа не е енормно, значи можеби е тоа 2 денари, 5 денари, не знам, 10 денари, меѓутоа сепак се чувствува дека на одредени производи веќе така, секој влегување во маркет цените. практично се забележува дека има нели поместување во нагорна линија на цените. Тања, дали можеби зависноста од увоз ја прави земјава поранлива во однос на ваквите шокови ценови? Секако. Значи Македонија е за жал и покрај тоа што имаме нели обработливи површини многу, во секој поглед увозно зависна земја, што значи дека голем дел и од прехранбените производи доаѓаат од увоз и таму ако се покачат цените секаде ќе транспортот од било каде да го донесеш тој производ придонесува секако и сега со покачувањето на нафтата да се зголемат и цените и на прехранбените производи. Се надевам дека во иднина и веќе имаме некои стимулирачки мерки во тој дел во делот на земјоделието каде што ќе имаме повеќе и домашни производи на нашите трпези и практично со тоа нема да нели толку многу да влијаат сите овие ценовни шокови кога било што ќе се случи во светот, па и кај нас тоа да се преле. Кои се најважните права кои што граѓаните треба да ги знаат во вакви услови и како да делуваат? Правата секако се да ги пратат, бидејќи ние сме тие, колку и да има инспекцијски служби, тие не се доволни да можат сегде тоа да го пратат. Секој од нас како граѓанин оди по маркетите, гледа, прави увид, знаете дали денес сте купиле зејтин 100 денара, утре 120, очувате дека е покачена цената, доколку затекнуваат такви некои навистина зголемени цени на производи да реагираат можеби и до кај нас, можеби до државниот пазарен инспекторат, значи да се алармира за инспекцијските служби да можат конкретно да пристапат таму. Други мерки во однос на и секако да се прати, бидејќи многу често континуирано, не само сега, имаше состојба да одредени производи на самите гондоли или на полиците имаат едни цени, па потоа на касите ви ги наплаќаат со повисоки цени, значи и доколку има такви ситуации да се реагира, бидејќи крајната цена мора да е истакната на производот, не можете на каса да ви кажат, па знаете што немавме време да ги смениме цените, меѓутоа ни се променете, ама таму е останато помала цена. Да се внимава на квалитетот, затоа што сега пак и да не донесеме дома нешто што нема да можеме да го искористиме, да се внимава на роковите, бидејќи често се затекнуваат прехранбени производи со поминати рокови, значи секој од нас тоа може да си го прави за себе лично, за да на некој начин придонесе и секако ќе остане ситуацијата да се пратат акциите, да многу граѓани одат од маркет до маркет и купуваат таму каде што производите се поевтини. Практично тоа ми беше следното прашање, како да ги воочат, да ги препознаат неправилностите или можеби злоупотребите кога се работи. Станавме, убаво спомена, сите станавме и економисти на својот джеб, знаеме веќе, не треба сме експерти, меѓутоа секое влегување нели во маркет знаеме колку не чини и што е она за што најмногу нели пари се издвојуваат од семејниот буџет. Да, добро, меѓутоа ние како граѓани не можеме тоа да го воочиме и да реагираме до надлежните институции, иначе не можеме ништо да направиме за да тие цени можеби се намалат. Значи институциите се тие кои што треба будно да го следат ова сега и доколку е потребно и има покачување навистина на цените, реагираат граѓаните да се пристапи и кон донесување можеби на некои други мерки. Така, да ги спомена претходно, дали замрзнувањето на цените или ограничувањето на маржите практично би било ефикасно решение? Знаете што, и во минатото имавме такво нешто, беа реакциите дека можеби тоа не било ефективно, бидејќи потоа се покачиле повторно цените во одреден период, меѓутоа кога е ваква ситуацијата, кога има нешто кое што придонесува нели криза, која што придонесува да се покачуваат цените, можеби барем на основните производи ако се замрзнат цените или се намалат маржите, без разлика што можеби после 2-3 месеци од која ќе
прекине таа мерка, можеби пак ќе се покачат цените, меѓутоа во овој момент кога нафтата знаеме дека можеби ќе се покачува постојано, сепак ќе имаме некаква сигурност како граѓани дека барем оние основните производи можеме да ги купиме по пристапни цени. И повторно ќе речам, тоа за оние што се ранливи категории, каде што имаат мали приходи, ќе биде од големо значење. Така. Меѓународната агенција за енергија поради нафтената криза предизвикана со израелско-американската војна со Иран препорача мерки за намалување на потрошувачката на нафта, меѓу нив се за ублажување на кризата, дел од нив се однесуваат на транспортот, ограничување на брзината, работа од дома, помалку летови, директно ќе бидат погодени голем број на индустрии, секако и граѓаните како крајни потрошувачи, меѓутоа што е она што можеби краткорочно може како мерка да се земе дека може директно да делува? Па во тој дел сега нели треба да се разговара можеби со компаниите кои што увезуваат нафта и така натаму, можеби и кај нив нешто да се придонесе. Имавме случај нели Окта ги намали цените за 2 динара. И тие како општествено одговорни компании да придонесат кон регулирање на оваа состојба. Се надевам дека и во тој дел ќе се прати ситуацијата, секако ќе имаме одраз и во многу индустрии, веќе туристичките работници реагираат, бидејќи знаеме дека за некои земји имаме сознание дека Кипар веќе Визар ги откажа летовите за Кипар, значи до септември нема да има. Има граѓани кои што имаат веќе уплатено аранжмани, агенциите сега ќе се почувствуваат нели на удар, бидејќи они ќе треба да го сносат сега практично тоа што кризата го носи, они мора да им ги вратат средствата на граѓаните, бидејќи не може да го реализираат аранжманот. Секако ќе има нели покачување на цената на авиобилетите и на други дестинации, што значи дека можеби во овој период малце ќе си ги ограничиме, нели, ако не мораме патувањата и со авион, па и на било кој начин, дека можеби сега доаѓа летен период, повеќе ќе користиме нели алтернативни средства за да одиме на работа, можеби точаци, пешки ќе одиме, за да на некој начин придонесеме за заштеда во домашниот буџет. Тоа можеби и не се некои мерки, меѓутоа она што треба практично на вистина како мерка да се донесе повторно останува на владата, институциите. Се надеваме дека ќе ја пратат состојбата и дека благовремено ќе реагираат, за да не дојде на вистина до голем ценовен шок и до удар по џебот на граѓани. Спомена сега, бидејќи нели е време на празници и поголема фреквенција нели на движење, граѓаните секако дел од нив ќе испланираат нели можеби одредено патување. Ги спомена престојните летни одмори кога сепак ќе почнат, нели можеби некој дел од граѓаните веќе уплатила околу туристичките аранжмани што ги спомена. Кои се нивните права во случаи кога и поради вакви причини и поради други причини се откажуваат туристички аранжмани? Како да делуваат, што треба да направат, како да се заштитат? Во вакви случаи сега, бидејќи евидентно веќе ова кажува дека на Кипар не можете да стигнете, што значи дека ако вие имате уплатено аранжман за Кипар, треба да ви бидат вратени парите, а агенцијата може да задржи одредени административни трошоци и понатаму да си побарува од авиокомпанијата повратна средства, од хотелот таму каде што е уплатено повратна средства, бидејќи не по желба на граѓанинот патувањето не е реализирано, не е нити по вина на туристичката агенција, меѓутоа ова е виша сила, ова е на ниво нели се станува збор веќе за војна, за виша сила, некаде не може да се патува и во тој случај треба граѓаните да, ако ги откажуваат аранжманите, а ќе мора да ги откажуваат во овој случај, да така суспендирани се летовите за подолг временски период, не може да. Значи ќе мора да си побараат од агенцијата да им се вратат средствата со секако одреден надомест 5-10% како административен трошок кој што агенцијата го направила. Така. Тања, годишниот извештај подготвен е она што можеби како сега сме трет месец нели од стартот на новата година, меѓутоа може да се сумираат оние резултати за тоа што е направено, на што ќе се фокусирате, кои ќе бидат активностите во делот на заштита на правата на потрошувачите, на кои што работевте и на кои што ќе работите.
Така, можам да кажам дека изминатата година, 2025, значи имаме некаде околу 1970 јавувања од граѓани, дека статистиките покажуваат дека имаме голем дел, се уште најголем дел, значи нашиот менталитет е таков, реагираме тогаш кога сме изнервирани, значи процентот 57% се уште телефонски ги добиваме како поплаки од потрошувачите, меѓутоа се зголемува бројот и на електронската достава, бидејќи ние имаме платформа, имаме мејлови на кои граѓаните можат да пишат, значи голем дел веќе и на тој начин ни се обраќаат, многу малце се користи веќе поштата како класична пошта, како што беше на времето, можеби 2-3 представки имаме такви. Она што најмногу се жалат граѓаните, повторно остануваат проблемите кои што се врзани со гаранцијата и гарантниот лист, бидејќи многу од производите купени донесени дома се расипуваат многу почесто, така да голем дел од тие, најголем дел од поплаките се однесуваат на тие права на гаранцијата, значи дури 634 јавувања имаме во тој дел. Понатаму има јавување и во поглед на некои неквалитетни производи, бидејќи нели кратко време го користите, се расипало се, скинало се, одлепило и така натаму. Имаме поплаки во однос на транспортот, значи многу често нарачани производи како мебел и слично, касно се доставуваат, понатаму не можете да реагирате. Јавните услуги ни се секогаш со висока бројка, значи јавувања, околу 445 граѓани се пожалиле на јавни услуги и тука секако спаѓаат и телекомуникацијските услуги, каде што се жалат на неквалитетен интернет, промена на каналите на телевизијата, раскинување на договорите и наплатување се уште на некои дополнителни средства. Понатаму електричната енергија во одредени периоди, посебно во зимскиот период, имаше јавување доста дека декемвриските сметки им се многу високи. Дали поради нечитање или навистина 2 пати, 3 пати зголемени сметки за електрична енергија, јавување поради тоа што во одредени периоди нема струја, поради недоволно квалитетна електричната енергија. Топлинската енергија исто така во Скопскиот регион, значи се јавуваат во однос на недоволно грење. Еве сега периоди веќе доаѓаат малце потопли, веќе ни ги гасат радиаторите, па иако дома не се осеќа тоа дека е малце надворје потопло дома е поладно, дома. Значи имаме реакции на тоа, веќе знаеме дека станува збори за имаме реакции на сметот, кој што знаеме еден период ни беше по улици постојано, сега повторно некаде во високите зони не се собира доволно, значи она што ние во изминатиот период многу работевме, тоа се финансиските услуги, кои што сега не се, да речеме, еден приоритет во овој период, бидејќи имаат потрошувачите проблеми и со банките, во делот на наплата на камати, провизии, трошоци кои што понекогаш и не ги знаете какви се и за што се однесуваат, знаеме дека се наплатуваат трошоци за се и се што ќе си забележите на изводот, за водење сметка толку, за електронско банкарство толку, значи постојано имаме некои надоместоци кои што ни ги зимаат од сметката, не сме сигурни зошто ни ги зимаат. Она што се однесува на финансиските друштва исто така е, реагиравме многу во тој дел, и со Министерството за финансии на неколку пати баравме да се преземат чекори, бидејќи се случуваше на вистина 2 пати, 3 пати повеќе да платат граѓаните од она што го зеле како средства, значи ако 10.000 сте зеле, 30 треба да вратите. И повторно манипулацијата во тој дел на рекламирањето, значи велат 0% камата. Меѓутоа, они ви наплаќаат не камата, туку трошоци. Па сега тие пари се зголемуваат на основ на трошоци, наплатуваа опомени, иако согласно закон за потрошувачи не смееше тоа да се наплатува, па сега веќе Министерството за финансии донесе одлука или им укажа на тоа дека не смеат нити заведувачки реклами да имаат, нити пак да наплаќаат опомени за тоа што ви се наплаќаше опомена за секој дневно ден, ќе ви пратат секој ден SMS порака и тоа постојано ви се наплаќа 500 денара, 500 денара, 500 денара, после месец дена долгот ви станал од 10-30. Значи во тој дел како финансиски услуги многу се работеше и она што
беше симптоматично, тоа е онлайн купувањето. Така, и тоа беше едно од прашањата мој, ми ги те убаво што го спомена. Тоа е онлайн купувањето, каде што навистина имаме многу реакции од страна на граѓаните упатени до нас, меѓутоа ние постојано велиме дека мора, значи знаеме што најчесто се набавува онлайн, тоа е текстил, тоа се накити, тоа се обувки. Имавме доста на нашата Facebook страна пласирано и некои производи, например, и од Тему што се нарачуваат, па дека не се можеби, дека накитот можеби може да предизвика алергија, дека во ѓоновите на чевлите има некои хемикали што не се во ред, во текстилот и така натаму. Тоа веќе го правеше Европската потрошувачка организација како анализа, а она што ние велиме кај нас треба да се внимава е секогаш граѓаните доколку купуваат некои производи од социјалните мрежи да проверат дали е навистина тоа правно лице регистрирано или пак станува збор за некоја објава или на физичко лице каде што и не може многу да се помогне во овој момент, бидејќи во тој случај одговорноста си ја сносите самите вие, плаќате во кеш, не ви даваат фискална сметка, не постои правно лице кое што може да се гони, нели да се упати таму пазарната инспекција и во тој случај викате како сега не можеме, тој мене ме блокираше, јас платив, производот не ми го донесе скршен и сега веќе никаква комуникација немам со него. Нема, одговорноста е твоја, си ја презимаш, бидејќи практично станува збор за некој кој што не е правно лице. Зошто тоа, иако оваа состојба ја знаат и надлежните институции, бидејќи тоа на некој начин придонесува и да се намали угледот и на оние компании кои што онлайн си продаваат легално и кои што си имаат цела постапка за враќање и така натаму, нели за користат и нели нормално тоа е веќе на некој начин и чекор во иднината, многу повеќе треба да се стимулира купувањето онлайн, меѓутоа со вакви продажби кај нас на социјални мрежи, практично довербата во онлайн купувањето кај граѓаните се намалува, па понекогаш не купувате и таму каде што е легално и каде што си викате кој знае што ќе ми стигне, дали воопшто ќе можам после да го заменам и затоа се уште физичко, значи купувањето со физичко присуство е процентуално повисоко отколку онлайн купувањето, иако би требало нели да се стремиме поради така брз развој на технологии. Секако и во светски и во европски рамки, значи онлайн купувањето веќе е на нели на брза лента, голем замав зема, меѓутоа оваа недоверба што ја спомена токму поради квалитетот и поради комуникацијата доведува до едно друго многу можеби посуштинско прашање, а тоа е едукацијата. Колку е таа важна и колку бараат совет од вас како, да речам, практично линк помеѓу граѓаните и институциите? Така, бараат, значи бараат граѓаните постојано информации, бараат поддршка и помош, меѓутоа за тоа ви велам во овој сегмент, значи на онлайн купување, не можеме да им помогнеме. Значи немаме, нити пак имаме прописи ние во тој дел, значи за дигитални права се уште не се транспонирани директивите, немаме се уште нели нити законски можности тоа да го казнуваме, меѓутоа и на овој начин, бидејќи не постојат правни лица овдека, нема начин што да се направи, сем да пријавите во МВР во сектор за компјутерски криминал, каде што нели можеби тој профил би го затвориле, меѓутоа знаете дека нашите луѓе се многу уитри, па и да го затворат после неколку уште неколку можеби има активни профили кои што ќе веднаш како алтернатива ќе ги имаат. Ќе ги користат како алтернатива, иако граѓаните веќе се организираат и самостојно во различни групи како Зид на срамот и слично, па таму постираат и прашуваат нели дали сте купувале од оваа страна, дали има некаков проблем и така натаму, меѓутоа треба да сте свесни секогаш да прашувате како потрошувач, значи дали ќе ми дадете некаков доказ, фискална сметка или било што за тоа што ќе купам. Ако ви одговорат дека нема да добиете сметка, во тој случај и дека немате можност, например, да платите со картичка. Во тој случај треба да ви е јасно дека доколку добиете производ кој што ви одговара, ќе бидете среќни, меѓутоа доколку добиете производ кој што не ви одговара, нема да можете, има се, секоја чест има некои и кои што може и ги заменуваат производите и немаат проблем, меѓутоа повеќето
јавувања кај нас се дека немаат можност да го остварат правото на замена на производ, значи не може тука ни да се примени законската регулатива, како и кога тоа ќе се регулира и кога тоа државата ќе го препознае и ќе најде начин како да го сузбие, се уште не можеме да кажеме. Тоа бидејќи практично и на еден начин еве ја подгрева сивата економија, која што бидејќи тие таму не плаќаат никакви даноци, не плаќаат ништо, значи тоа е чисто плаќате во кеш, си ги зима парите, можеби и нели се тоа луѓе кои што на тој начин заработуваат, еве си нарачуваат на AliExpress производи на Тему, па потоа нели ги продаваат на социјалните мрежи, меѓутоа вели сосема случајно една ќерка ми купуваше некакви патики едно време од Битпазар, не знам, од тие тезги некој некогаш и потоа го прашавме човекот зошто веќе ги нема, а вика не ги продавам веќе на тезга, бидејќи на социјални мрежи по висока цена можам да остварам и таму вика ми е полесно сега, па вика таму ги пласирам. Па се развива практично цел бизнис, а се заобиколуваат голем број на оние нели што се мерки, закони што треба да се испочитуваат. Тања, можеби на споредбено искуство за тоа, бидејќи како организација на потрошувачи знаете, соработувате нели на меѓународно ниво, како еве другите демократи и другите општества еве се носат со одредени вакви предизвици за кои што најмногу реагираат граѓаните? Така, видете, таму има малце поригорозни нели еве директиви, регулативи кои што се применуваат. Пазарот на Европска унија е единствен, значи без разлика дали купувате било каде, сепак имате можност да реагирате. Ние малце како земја која што сте уште не е членка на Европска унија, имаме тука проблем, односно не можеме да се повикаме на тие регулативи, на тие прописи, не можеме да реагираме кога купуваме нешто. Иако морам да кажам дека кога граѓаните купуваат на овие други профили, еве ги спомнавме Тему, AliExpress и така натаму, сепак таму малце повеќе имаат можност да веднаш им ги враќаат парите ако не стигнат производите, можат да ги вратат, да реагираат, значи тие се малце и порегулирани отколку овие кои што кај нас продаваат на социјалните мрежи, иако проблем има и таму. Значи и таму се борат потрошувачките организации со сите овие профили кои што на онлайн се, бидејќи немате можност да видите да го видите квалитетот, не знаете што ќе добиете, не знаете дали е здравствено исправно и така натаму, само го добивате, го плаќате и потоа нели го користите, не знаејќи дали можеби ќе ви предизвика алергија, па од тие причини ги прават овие анализи на некои производи за да можат да укажат и добар дел беа повлечени, знаеме така дека што негде директно е сега тоа што исто така е симптоматично, значи што оваа година мотото на Светската потрошувачка организација за 15 март беше безбедни производи, освестени потрошувачи, значи сметаат дека голем дел од производите, иако, например, оние што се физички на пазарот пласирани во одредени земји, ако се констатира дека не се исправни, се повлекуваат од пазарот. Меѓутоа, во онлайн продажбата, голем процент од тие производи се уште остануваат. Значи, иако ги нема физички во продавниците, сепак на онлайн можете истите тие производи кои што се повлечени поради небезбедност и од тие причини да се внимава и од потрошувачите и да се укажува на тоа доколку има такви состојби. Еве ние кога правевме една анализа на декларациите на прехранбени производи кои што се продава онлайн и тие не се комплетни. Значи, она што вие можете да го видите на производот кога ќе влезете во маркети да го прочитате, онлайн вие немате можност да го прочитате. Вие не знаете дали колку шеќер содржи, колку масти, колку, а можеби тоа ќе ви предизвика некој здравствен проблем, доколку сте шеќераша, има таму многу шеќер. Меѓутоа, декларацијата не е комплетно дадена во онлайн продажбата и не можете да ја прочитате практично, иако законски ги имаат истите обврски да има декларација и на овој производ кој што физички се продава и овој кој што онлайн го продавате. Меѓутоа, они тоа не го препознаваа и кога им укажавме на нешто такво, викаат, абе сега вие многу барате, како тоа можеме ние да го ставиме? Да, меѓутоа, потрошувачот има право да ги знае сите оние информации кои што законски се пропишани, дали физички го купува или онлайн, се едно е.
Така, кои што ќе му бидат клучни, особено кога се работи за прехранбени производи. Некој што не може да користи глутен, некој можебно, шекер има висок, некој, значи тие параметри треба да бидат истакнати за да некој е алергичен на, не знам, некој на ореви можеби или не знам, а таму има траги од ореви, значи секако мора да биде комплетна декларацијата. Да не биде само индивидуален ризик, некогаш и од незнаење, од неедуцираност, некогаш можеби од наивност или трка по поевтина цена. Се гледа нели најчесто наместо квалитетот, често пати идеме кон квантитет, кон пониска цена што полесно да се стигне до производот и така натаму. Голем број на предизвици на вистина и од она што го спомена, можеби имаме и многу закони кои што се усогласени некогаш со европското законодавство, меѓутоа истите треба и да се почитуваат. Да не идеме нели секако од крајност во крајност. Тања, една порака секако до потрошувачите како за окружување на нашиот разговор. Ти меѓу другото и ги спомена низ разговорот апели и пораки до граѓаните на што конкретно да внимаваат, меѓутоа генерално како за окружување што е она што како лично право, граѓанско право и потрошувачко право треба да си го бараат и да го почитуваат. Така, прво и основно е да си го бараат правото, бидејќи голем дел од потрошувачите кај нас не знаат некои се неинформирани, некои нема доверба во институциите и велат, што ќе реагирам и онака ништо нема да направам. Меѓутоа како потрошувачи, ако сите ние реагираме, секако ќе постигнеме многу повеќе отколку одредени единки ако реагираат. Значи, и тоа не го спомнав, работевме и ние сме овластено тело за колективно застапување на потрошувачите, но бидејќи нема направено измени во Законот за парнична постапка, ние немаме можност колективно да ги застапуваме, иако во одредени ситуации кога се оштетени поголем број на потрошувачи, велите маркетите се казнати, но потрошувачите си ги дадоа парите, така? Заради здружувањето на маркетите. Тие не можат да си ги вратат назад парите, односно треба секој со индивидуална тужба додија, тоа е нели многу ќе ги се затрупаат. Процеси се откажуваат пред се откажуваат секако. Значи треба да се реагира, треба да си ги бараме правата, треба да се информираме и како потрошувачи да бидеме освестени и постојано да читаме и да гледаме и декларации и производи, да внимаваме што купуваме, да кога купуваме онлайн си ги бараме правата во делот на сметка, да не плаќаме во кеш и така натаму, или ако платиме да си побараме сметка, значи секогаш и доколку наидеме на некој проблем, не можеме да го решиме, тогаш постојат надлежни институции за тоа, можат да се јават кај нас во организација на потрошувачи, секој ден ние работиме во принцип имаме од 10:30 до 2:30 телефонски јавувања, додека електронското нели може постојано да се пишува, па секако ќе се стаса да се одговори. И ние понатаму да им дадеме информација каде би требале да се обратат кога имаат одредени конкретни проблеми. Благодарам многу за издвоеното време. Верувам дека имаме корисни совети, информации до граѓаните, како што спомена, имаат права, само да знаат да си ги препознаат и да си ги бараат истите. Благодарност уште еднаш. Благодарам и на вас за покана. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото со нов разговор. Останете со нас.